Оксана и Наталија Парамонова дојдоа во Јапонија од Украина во февруари 2023. Наталија Парамонова е од украинскиот град Шоцка во регионот Суми, кој постојано беше гранатиран од руските сили. Ну, у мене такий був психологічний стан дуже. Бев во многу лоша психичка состојба. Оксана дојде во Украина од Италија и ме одведе. Ми рече: "Мамо, треба да заминеме и да се подобриме." Незиниот татко, мојот сопруг, остана дома. Мајката и керката добија статус на евакуирани, бидејќи помладата керка на Наталија Парамонова живее во Јапонија. Станува збор за околу 2300 украинци кои отпатувале во Јапонија од почетокот на војната 2022. Јапонија прифатила само 74 бегалци во 2021. Сергеј Корсунски, амбасадор на Украина во Јапонија, вели дека главниот услов за доаѓање е да има спонзор, кој може да биде роднина, близок пријател, компанија или универзитет. Останатото зависи од јапонската влада. І ви українців сьогодні знайдете скрізь. Від Хокайдо Денес ке најдете украинци на секаде, од Хокаидо до Окинава. Секоја канцеларија на градоначалник има посебен центар за помош на украинските бегалци. Евакуираните добиваат сместување, децата одат на училиште, родителите добиваат дозвола за работа. Тие добиваат и здравствено осигурување, исто како што имаат и самите јапонци. Семејството Параманови живее во предградијата на Токио, плаќаат само сметки за комунални услуги. Оксана Параманова вели дека ја чувствува поддршката од локалното население. Насправді, я цього навіть не очікувала, бо Постои верување дека Јапонија е многу затворена заедница, дека луѓето не се отвораат лесно. Но кога се доселивме овде и реков на мајка ми дека се чувствувам како дома. Удобно е, луѓето се толку отворени. Помагаат и центрите за поддршка на украинците. Еден таков центар е Химавари. Негов основач е психологот Марико Уико, која е специализирана за помагање на луѓето кои преживеале траума. 一人の大人として Не можам да ја запрам војната, дури и американскиот председател не може да го спречи тоа. Но она што можам да го направам е да им помогнам на оние луѓе кои дојдоа во Јапонија со психички трауми, со кои треба да се справат. Но траумата не е само психолошка. Многу украинци доаѓаат во Јапонија со медицинска историја. Оксана Параманова се бори со онколошка болест, а Укио, кој исто така има рак, и помогна на жената да најде добар лекар да може да се разберат. Во меѓувреме 18 годишниот Роберт, кој одби да го каже своето презиме, живее во Јапонија во последните 9 месеци. Центарот му помогна да најде работа и да научи јапонски. Сонот на Роберт е да добие диплома по инженерство на авиони и да ги види членовите на неговото семејство кои останале во Украина. Тому що вже 1,5 року. Веќе 18 месеци живеам во странство и многу ми недостигаат. Наталија Парамонова вели дека има намера да се врати во Украина откако ќе заврши војната за да помогне во обновата на незината земја. Но засега таа ги учи своите јапонски соседи како да прават борш, додека стекнува нови пријатели.